Министър, почитувани министри, ваши ексцеленции, истакнати учесници, навистина ми е голема чест што сум тука ова утро на овој важен состанок. Темата на овој состанок е одржливоста на напорите да се стави крај на епидемиите на ХИВ и туберкулоза во овој регион и вашето присуство тука покажува колку е важна оваа тема. Му благодариме на министерот Филипче, бидејќи во неговото излагање всушност ги кажа најважните работи поврзани со предизвиците и со реакциите кои што треба да се спроведат, значи да се покаже лидерство, да се ангажира граѓанското општество, да се назначат ресурси за да се спроведат овие програми во оваа земја. Исто така сакаме да им се заблагодариме на членовите на граѓанските организации кои што кои што играат многу важна улога во борбата против овие заболувања кои што влијаат врз население или врз групи кои што најчесто се маргинализирани, имаат помалку пристап до сервисите и до услугите и граѓанското општество навистина е онаа врска помеѓу државата и овие заедници за да ги добијат потребните услуги и сервиси. Всушност постојат многу успеси во борбата против ХИВ, сидата и туберкулозата во овој регион. И навистина добро е што сме тука во Скопје, бидејќи сметам дека оваа држава под лидерство на почитуваниот министер навистина покажува голема решителност и знаење како да се справи со предизвиците на транзицијата. Ние како глобален фонд апсолутно прифаќаме дека транзицијата навистина представува ни носи предизвици и ние мора да се фокусираме, да ги фокусираме нашите ресурси на местата кои што се најоптоварени со овие заболувања, но тоа не значи дека ова е лесно за земјата или за земјите од кои што бараме ова да го направат. Овдека видовме навистина посветеност и покажување на едно видливо лидерство на оваа тема и значителна посветеност на домашните ресурси и секако проактивна ангажираност на граѓанското општество. И навистина имаме видено и примери на слични чекори мерки кои што се преземени во мерките во регионот. Исто така, забележавме и напредок во однос на зголемување на програмите и значително влијание врз туберкулоза. Така, например, во многу земји во последната деценија видовме намалување на морталитетот предизвикан од туберкулоза за некои 50%, што е навистина постигнување. Меѓутоа, и покрај овие успеси секако треба да прифатиме дека има и некои многу значајни предизвици со кои што се соочуваме. Проценет број на луѓе кои што живеат со ХИВ или СИДА продолжува да се зголемува, а стапката на преваленција во некои од главните популации се уште се неприфатливо високи, а во некои случаи се зголемуваат, што значи дека постојат недостатоци во превенцијата и во третманот на ова заболување. А за да ги решиме овие проблеми во однос на стапката на преваленција кај клучните популации, мора да најдеме начин да ги тргнеме овие пречки за пристап до здравствена заштита. Основа за тоа е потребата да се одржи лидерство во политичкото општество и во граѓанското општество и доделување на ресурси за таа намена. Секако не ги подценувам предизвиците со кои што вие се соочувате како министри за здравство во регионот за да најдете средства за да ги насочите кон овие активности. Свесен сум дека секоја влада нормално си има приоритети за буџетот и ќе мора да аргументирате зошто токму на оваа тема треба да се трошат ресурси како што се ХИВ, сидата и туберкулозата. А ние сакаме да соработуваме со вас. Навистина важен е процесот на одржливост и транзиција како еден партнерски процес во кој што ќе работиме заедно за да ви помогнеме да ги надминете некои од предизвиците при транзиционирање на програмите од лидерство на глобалниот фонд кон домашно лидерство, а на долг рок така и треба да биде, значи една одржлива програма треба да биде во собственост и да е управувана од земјата која што ќе соработува со сопственото граѓанско општество, а како што го поменуваме овој процес на транзиција навистина е важно да соработуваме во тесно партнерство.
Едно нешто што сакам да го нагласам е основата и причините за инвестирање на домашни ресурси во борбата против сидата и туберкулозата. Ова не е само прашање на спасување животи, и тоа не го подценувам, бидејќи тоа е многу важно, меѓутоа исто така станува збор за човекови права на маргинализираните популации. Меѓутоа свесен сум дека кога ќе зборувате со вашите министри за финансии, дека прашањето на економските аспекти е многу важно и има економски причини зашто ова треба да се прави. Кое е значењето на тоа едно лице да биде здраво, за да може активно да придонесува во општеството, да работи, да биде вработено, да ги плаќа даноците во државата, наместо да имате лице кое што е болно и кое што не може да работи и кое што зависи од услугите и терапијата која што ја обезбедува државата. Дури да може лицето да работи, сепак трошоците за антивирусна терапија се навистина многу високи и од тие причини потребно и од економски аспект да се свати дека е навистина поисплатливо да се инвестира во превенција. Би сакал да нагласам дека придобивките од вложување во проактивен третман и превенција, бидејќи всушност третманот на некој начин е превенција, и дека се потребни и активности за третман и за превенција, и само на тој начин може да се стават под контрола овие епидемии. Значи, во суштина тоа е мојата порака, дека навистина економски е пологично, меѓутоа и од перспектива на човекови права, дека е подобро да се инвестираат домашни ресурси во превенција и во борбата против сидата и туберкулозата, и како го спроведуваме овој процес на транзиција во овој регион, активно ќе соработуваме со вас за оваа транзиција да биде колку што е можно без пречки и поефективна. И на крајот сакам уште еднаш да му се заблагодарам на министерот и на владата за тоа што е домаќин на овој важен состанок и исто така што покажа навистина силен пример за тоа како овој процес може да се спроведе и да се управува на еден добар начин со цел пренесување на сопственоста над овие програми врз владата и граѓанското општество.